Ке дознаеме ли оваа зима што дишеме во Скопје, Битола, Тетово? Манипулации со мерењата на загадениот воздух или факти? По изборните ветувања ќе има конкретни мерки или само препораки за проветрување? Дали властите ќе ги откријат сите загадувачи за да бидат казнети? Во топ тема на ваша страна вечерва дебатираат Бесата Теши, Драган Ѓоргов, Невена Георгиевска и Душко Груевски. Почнуваме веднаш. Добро вечер во топ тема на ваша страна. Уште пред да почне грејната сезона, концентрацијата на опасни частички во воздухот почна да расте. Граѓаните се веќе вознемирени, но и очекуваат конкретни мерки. Слушнавме многу ветувања на овие избори, но што тоа може итно да се направи? На оваа тема вечерва дебатираме со Бесата Теши од Министерството за животна средина, доктор Драган Ѓорѓиев од Институтот за јавно здравје, Невена Георгиевска од О2 коалиција за чист воздух и Душко Груевски од Битолската невладина За нас се работи. Добро вечер на сите. Добро вечер. Ке да почнеме веднаш со она што веќе го најавивме. Концентрациите на опасни частички, PM частички во воздухот веќе се бележи пораст. Дури синоќа, например, во 8 и 10 часот имавме надминување на тие граници, беа измерени, граѓаните веќе преку апликациите ги постираат веднаш и внимаваат. Тоа создава веќе страв од понеделник кога ќе се намалат температурите, колкава ќе биде загаденоста. На што, господјо Татиши, според податоците вие што ги имате во Министерството, се должи на ова загадување? Значи, по однос на тоа што веќе спомнавте, за пикот кој што го спомнавте во врска со загадувањето на воздухот, нели, вчера, тие се само пикови и моментални, јас не би алармирала по однос на тоа. Постојат регулативи кога и како се алармира. Затоа сакам управо за тоа да укажам, значи не е време уште за алармирање и уште за еден начин, да кажам, паника. А по однос на генерално, како и секоја година што нели зимската сезона се приближува, квалитетот на воздухот секако опаѓа, тоа е веќе и као да ни стана пракса, нели, и се очекува. Мерките кои што веќе неколку пати од страна на Министерството за животна средина се најавени, тоа се истите. Но треба едноставно да се укаже на тоа да проблемите со кои што се соочуваме секако не се проблеми кои што се решаваат ад хок или во моментот. За овој тип на проблеми треба време и треба инвестиции. Рековте, мерките се истите. Што значи тоа? Дека ќе ги применувате мерките од кои ги применуваше и минатата влада, значи истата стратегија, истите, или се подготвува нешто ново во Министерството? Ако зборуваме за краткорочните мерки, секако тие се истите. Мерки кои што делуваат, како што веќе спомнав, ад хок или делуваат сезонски. А ако зборуваме за мерки кои што долгорочни мерки, кои што би го средиле самиот извор на загадување, нормално за тоа треба време и треба акции и треба и финансии, нели? Акции кои што треба да се подкрепат со финансиски средства. Господјо Георгиевска, вие од коалицијата која здружува и се формираше од повеќе невладини организации, екологисти од повеќе градови во државата, ги бележите овие загадувања и веќе реакциите на граѓаните. Мислите ли дека е доволно со истите мерки, како што спомна господја Арифи, од Министерството и оваа зима да ја поминеме? Не е само до мерките. Мислам, мерките има, меѓутоа јас не се сеќавам дека воопшто некогаш сме дошле у фаза на алармирање. Нека ме потсети. Ние никогаш не се случи, иако имавме
последователни над 10 дена загаденост над дозволената граница, никогаш не се случи алармирање да се спроведат мерките. Зошто беше таа така? Затоа зашто се идеше по една законска одредба донесена на седница на владата, значи 2012 година, каде што вика прагот ако биде 10 дена последователно над 100 микрограми дневна, среднодневна вредност, меѓутоа ако следните 5 дена нема стабилни услови. И тоа така беше недефинирано, што никогаш не дојде случај да се појави алармирање. Иако е рокот кога требаше ова да влезе во законски уредби, се уште надминате рокот, се уште не е влезено. Ние поднесовме петиција негде при крајот на годината и кога видовме дека околу април Министерството спрема нивен предлог, ние реагиравме и тогаш со наше барање. Нивниот предлог беше 2 дена, сега е 10 дена во континуитет, а нивниот предлог е 2 дена, а границата да биде покачена, значи 200 до 250. Значи почнуваме од 250 и потоа со тек на годината 1-2 се намалува на 200 и има исто така дополнителни услови околу мерните станици, што исто така сметавме дека може да бидат пречка за да се да појасниме на граѓаните. Значи 10 дена постојано. Зборам само за PM10 частичките, за другите дена имаме загадување, минатата зима стигна до 1200. Нели, ако е 200, границата е 250, ако стигне до 1200, треба 9 дена да биде 9 дена средната, ако среднодневната, значи дувне ветар, тогаш нема. Ако има најава или ако нема магла или значи тоа е среднодневна, ако имаме ние пик од 1200 еден саат, меѓутоа да се во текот на денот се помали вредностите, се вади средна вредност. Средната вредност, Министерството ги објавува секој ден, мислам, може да се иде, страницата е многу убава, може да се иде секој да ги извади податоците, да пресмета вредност, има графикони, да се споредат. Не е само апликацијата, меѓутоа од исти извор ги земаат податоците. Имаше надминување, значи повеќе од 10 дена имаше надминување над 100 микрограми, меѓутоа никогаш не се случи тоа алармирање да се воведат тие мерките. Зошто така да според вас не се применуваат и тие мерки кои исто наидува на критика, кои не се решение? Јас морам да зборувам само во име на Битола и состојбата која е во Битола. Дел сме од коалицијата за која представува Невена, но зборувам за Битола. Зошто не се применуваат? Мислам дека во оваа држава е јасно. Министерството за животна средина е само констатирач на состојбата. Оној кој треба да реализира нешто, пред се треба да биде локалната самоуправа согласно закон, зборувам, а не согласно наша желба. И ако вие, например, во Битола имате еден градоначалник кој откако се извршија 4 мерења со лиценцирана лабораторија, по барање и по налог на Министерството за животна средина и по наше барање, и излезе представникот на таа лиценцирана лабораторија заедно со градоначалникот и изјави дека во воздухот имате, например, до 18 нанограми на метар кубен бензоалфапирен и објаснува дека тоа е состојба која можеме да ја наречеме катастрофална, да не видам со некој уште погруб збор од катастрофално. И веднаш после неа, кога го прашува градоначалникот што тој смета за ова, да ви изјави дека, па господо, каков воздух создававме, таков ќе си дишиме. Тоа значи дека ние сме останале општество на констатирачи. Ние само знаеме да ја констатираме ситуацијата и оваа ситуација се констатира години наназад. Интересно и за мене е смешно, дури и недозволиво, тоа што, например, Министерството за животна средина, мерната станица Битола 2 од 2012 до 2015 ја оставила несервисирана со образложение дека се нема средства или не знам што за некоја склопка, например. Таков официјален одговор добивате. Да, не работеше во центарот на Скопје. И сега кога ние тропнавме на вратата, 3 години во Битола не работеше, не едно време, туку 3 години Битола 2 не работеше и кога вие тропнувате на вратата на оној кој треба да реагира врз основа на резултатите што сте ги добиле, тој ви вели па од каде ви се тие податоци, вие немате релевантни податоци. И тука ќе довидите впечаток дека се работи за општество на констатирачи, а не општество на преземачи на мерките кои на вистина Министерството за животна средина. А дали мислите дека ги добиваме баш сите податоци? Јас не сакам во ниеден момент да мислам дека некој со нас си поигрува и е некаква теорија на заговор. Јас не сакам да мислам. Не мислам на теорија на заговор, мислам дали треба да се мерат
и други честички? Апсолутно, апсолутно. Дали знаеме се што има во воздухот? Јас мислам дека не знаеме, затоа што ви реков, ние барем наидовме на тоа да, од кога ќе констатирате дека во воздухот имате големо присуство на PM10 частичките, кои во себе ги содржат PM2,5 частичките, некој ќе ви рече, па не го знаеме хемискиот состав, бидејќи тие може да бидат и обична прашина. Не знаеме дали се тие штетни по здравието на човекот. Ви кажувам одговори кои сме ги добивале. Така да, јас сум сигурен дека ние на оваа проблематика за загадувањето приоѓаме некако паушално, а тоа ви одговори средствата кои Министерството за животна средина ги добива за да реализира некаков проект. Тоа е најслабо платеното министерство во државата. Да оставиме министерството. Да, повелете. Јас не би рекла дека мерките кои што министерството ги предлага не ги спроведува. Као прво морам да кажам дека мерките кои што се предложени, кога се доаѓа во фаза на имплементација, тогаш Министерството некои мерки самото Министерство не може да ги спроведе. Ево само како пример, мерката пар-непар што беше претходната година предложена од Министерството, без помош на Министерството за внатрешни работи, таа мерка не можеше да се спроведе, нели? Затоа Министерството како поединец секако не може да даде некаков утјецај, односно секоја мерка ефикасно да биде спроведена. Меѓутоа, она што го добивавме беа главно препораки. Значи не излегувајте болните и... Како? Да не се излегува надвор, да не се проветрува или да се проветрува. Па тие се така наречени краткорочни мерки. Тоа е што во мене јас немам воопшто, мислам ќе се согласам со делот. После понатаму сакав исто да истакнам исто така мерката на пример по однос на индустријата, нели. Исто така сме наложиле на индустријата да го капацитетот на производство, нели, да го намали, што исто тоа е една мерка, што тоа е мерка која што стварно овиси само од министерството. Апропо ова, значи сега во Министерството, недавно, се формираше комисија интерсекторска, која што ги вклучува сите министерства надлежни по однос на сите мерки кои што се предложени како краткорочни, така и долгорочни. И се надеваме дека таа комисија, која што е створена од представници, како што реков, нели, од сите министерства, ќе даде поголем некако ефикасноста на спроведнување на сите мерки да биде поголема. Сам апсолутно се согласувам со она што го зборува господјата, но мора да констатираме ние сега, иако сме општествено констатирачи, едно. Вие не можете да имате само мерки за справување со загадувањето. Вие мора да бидете ригорозни кога некој загадува. За да знаете, вие мора да го откриете. За да го откриете, мора да составите некакви правила на игра. Например, рекбитола како капацитет треба да го имплементира, односно да го стандардизира производството на електрична енергија. И сега тој плаќа одредени средства во буџетот на општина Битола, конкретно во Битола 250.000 евра, преку другите министерства, преку влада, и на еден начин го задоволува оној момент од еден закон кој се вика загадувачот плаќа. Во ред. Но мене тоа ме потсетува на оние индулгенции од средниот век, кога луѓето си плаќале за да можат да извршат некакво злосторство. Вие не можете да дозволите, например, како Министерство за животна средина, каде што имате инспектор државен на државно ниво, да дозволите да рек Битола во воздухот испушта загадени, испушта честички кои загадуваат, или направите мерење па се покажи дека во почвата околу рек Битола имате тешки метали во огромни количини, неколку илјади пати повеќе од сите други загадувачи во државата, и вие на тоа да реагирате дека видете тоа е стратешки објект и сега мора малку да се внимава. Не, господо. Значи Министерството за животна средина не може да дава мерки за заштита само од кога ќе се загаде воздухот или почвата или водата. Туку треба да биде ригорозно да не се загадува. Тука барем јас не знам дека нешто е преземено во делот, односно во градот од кој јас доаѓам и во општината од која јас доаѓам. И конкретно јас би прашала веќе кога рековте вие спроведување на тие мерки, дали имате податоци пред и после тоа колку тие мерки биле ефикасни, да. Например, намалувате производство, дали имаше ефект во тоа? Дали тоа беше мерка која го намали драстично или барем видливо загадувањето? Океј, може? Да, па докторот ќе го вклучиме, кој има, кој ни донесе податоци нови? Значи, по однос на рек Битола, како што веќе спомнав, постојат краткорочни и долгорочни
активности, односно мерки кои што Министерството планира да ги спроведа. По однос на индустријата, значи, што год да се предложи по однос на индустријата, секако тоа ќе биде дел од долгорочните мерки, нели? Ние секако, мислам дека сте информирани по однос на тоа што имавме, нели, Твининг проект, и од Твининг проектот како резултат имаме нов закон за индустријски емисии, каде што самиот закон во некои делови од законот, нели, предвидува построги услови на работа на големи индустријски капацитети, управо во овие места каде што се повеќе загадени на еден начин. А што се однесува до РЕК Битола, значи РЕК Битола работи, односно не добил дозвола согласно законот. РЕК Битола согласно постојниот закон има прво добиено, нели, пролонгирање до 2018 година. Пролонгирање. Тоа законот предвидува. Значи тоа не е смислено ад хок сега. Јас се сеќавам дека Хитлер по закон ги ништеше евреите. Добро, чисто да видиме само јасни. Од кога е донесен законот? Во 2006 година, начинот и планот како ќе помине транзициониот период за сите индустрии во законот е многу добро опишан. Прва фаза 2014, втора фаза 2019. И во рамките на тој закон РЕК Битола работи или работи без дозвола. Имам само едно прашање, ако може. Да, меѓутоа претходно Нема проблем. ќе се вратиме на РЕК Битола. Доктор, вие дојдовте со некои нови податоци. Колку може да се преземе или нешто да се направи околу мерењето и тоа да има некаков ефект? Да, овие се нови податоци, меѓутоа состојбата е стара. Може малку извртено почнавме со мерките, може би мерките на крај треба да ги дискутираме. Да, ќе може би треба да дискутираме и стигнеме прво уште. состојбата и во однос на Не, еколошките реков параметри, мерењата, да. и во однос на здравствените параметри. Состојбата има еколошки и здравствени параметри, па дури и социјалните, немаме социолог, ова е социјален проблем исто. Значи, проблемот на аерозагадувањето со години веќе наназад, не само во Скопје, него и во другите градови, станува мултидимензионален проблем. Јас повеќе пати сум рекол дека Скопје треба дори можеби и под посебен закон да функционира цело Скопје од октомври до март. А не да чекаме алармни состојби. Тоа се, не знам, алармни состојби што ни значат ако се прогласи алармна состојба? Ништо нема да се промени во тие 5 или 6 дена. Акциите се прават 12 месеци, не се прават во 5 дена. Експертите покажаа дека целиот сообраќај во Скопје да застане, 20% ќе се намали аерозагадувањето до 30%. А ако имаме предвид дека 4 пати сме над нормалната, значи тоа ништо нема да значи. Мора оние кои што треба да ги спроведат мерките, ова се пропишани мерки, прво владата треба тие мерки да ги стави во одлука и во закон. Ова се препораки. Во нашата област терминот препораки, за жал, во овој менталитет на луѓе делува прилично лабаво препораки. Тоа е прилично сериозна акција, не меѓутоа е излегувајте надвор, загадено е. Не само за неизлегување, него и за регулација на сообраќајот, за одење сам во возило, треба повеќе луѓе. Не може истите луѓе кои што се бунат против мерките сами да одат на работа 10 коли, 10 луѓе. Значи луѓето имаат, односно граѓаните имаат некоја своја акција. Значи тоа е комплексен еден ќе зборуваме во вториот дел повеќе. Ова што сега велите како бројки, здравството има еден мал дел од колачот, за жал број мртви и повредени, односно мртви и болни. И ги калкулира по меѓународни стандарди колку од тие можат да се стават во релација со аерозагадувањето во услови во кои што функционира Македонија и со тие стапки на морталитет. Тоа се прилично високи бројки. Најновите бројки покажуваат дека само во Скопје околу 1000 смртни случаи, 1050 смртни случаи годишно се може да се врза со аерозагадувањето. И кога би ги сега ние смалиле нормите на она што бара Европска Унија, бидејќи не ги преведовме директивите, ама сме далеко од тоа да ги почитуваме тие прописи, ние во Скопје би 500 тие луѓе би спасиле. Само во Скопје. Во Тетово 200 годишно, така. Значи тоа се тие калкулации кои што додека чекаме некој да ги почне мерките, ние ги калкулираме. Оној пат кој ќе ги почне, а има работа и за општината, и за градот, и за државата, и кога сите они ќе знаат дека нема ефектите за месец, 2 или години дена, па и граѓаните треба да знаат. Еден Мексико Сити 10 години, 15 години му треба, али навистина дојдоа. Еднаш мора да почнеме. Ние не сме почнале. Ова не е почнување, ова е пак расправа
кога ќе бидат алармни состојби, кога нема да бидат, не е наша надлежност. По мене ова се све состојби кои мора итно на седница на влада да се вклопат во сите документи и на ниво на централна и на локална влада. Земете ги само акционите планови. Битола има еден предлог акционен план. Твининг проектот направи акциони планови за Тетова, нели, и за Скопје. Прекрасни се. И експерти ги правиле, и ние сме учествувале. За дел од нив се предвидени, средствата за дел не се. Меѓутоа, оној пат кој ќе видиме дека во буџетот на општината се влезени средства за акции, тогаш бидете сигурни дека ќе има акции. Додека го се тие дескриптивни мерки, прилично интересни, меѓутоа тешко спроведливи, нели, имаше сега многу ветувања, тешко спроведливи, тогаш чекор по чекор од нешто може да се помни. Сигурно тие краткорочни мерки се истите, тоа не ги правеа некој. Повторно се истите и не е тоа некоја, ама треба да се спроведат. Значи, еве, ако зборуваме за мерките, може да ги разлобиме. Во овој момент, она што здравството носи црни вести, дека бројките се понатаму високи, стапките на заболување од болести кои што може да се врзат со аерозагадувањето, се респираторните болести, малигните болести, се на високо ниво во овие 4-5 години во неколку града, посебно да се Скопје, Битола, Тетово, Кавадарци исто така е прилично сериозно загрозена од тој аспект на здравствена состојба. Значи, ние тие бројки повеќе ги калкулираме за да укажеме за итноста на проблемот, дека мерките дури и за тоа немаме конкретни бројки. Тука ќе направиме пауза за реклами и се враќаме на дебат. Како се одразува загадувањето кое се уште не ги достигнало оние алармантни дози, но и како се снаоѓаат граѓаните кои велат дека се вознемирени, да видиме од анализата на Весна Јовановска-Дојчиновска. Почна грејната сезона, натежнаа маглите од смог. Опасните канцерогени PM10 честички веќе ги надминуваат дозволените концентрации во воздухот. Секој нареден ден е се подискутабилен дали е погоден за прошетка надвор или не. Физичката активност за време на грејната сезона може да ја промаши целта, па во трката по здрав живот граѓаните да се соочат со здравствен проблем. Широко отворените прозорци наеднаш се херметички затворени. Граѓаните се плашат да ги проветруваат просториите, зашто наместо свеж воздух ќе вдишат од опасната прашина. Веќе се жалат на смрдеа. Бидејќи живеам во Волково, до згора се гледа како е во смог Скопје, до згора го гледам цело Скопје. Поготово Лисич аеродром, тоа е страшно на Себајле кој ќе се гледа. Рано е за грејење секаде, али сепак е све магла од Себајле. Имам некоја викендица во Катланово и 80% сум таму, нарочито ради загадениот воздух, но секој не може од Скопје да испадне. И јас кога сум во Скопје не отварам пенџери, не отварам тераса, не отварам кога знам дека многу е загадено надвор. Државата е таја што може да преземи радикални чекори по секој поглед. А самото ние што го дишиме, неизвестен начин може да се помириме со судбината. А да не биде така, ќе оставиме на самата држава да си преземи соодветни мерки по секој поглед. Почнаа да ги прекројуваат и домашните буџети. Размислуваат дали можат да си дозволат некои од апаратите за прочистување на воздухот што може да се најде на пазарот по прифатлива цена. Загрижени се велат постојано, но сега уште повеќе откако сите мерни станици полека почнаа да покажуваат зголемување на индексот на загадување. Тетово повторно испливува на врвот на оваа непопуларна скала. Приматот најзагаден град го држи веќе цела година. Во истражувањето на Гардијан беше издвоен како град во Европа каде физичката активност може дури и да ве убие. Лекарите потврдуваат и алармираат, но освен очигледната загриженост кај граѓаните, други ефекти најчесто не успеваат да издействуваат. Институциите прават срамежливи чекори напред во справувањето со проблемот. Нашите статистички податоци не соодветствуваат со она што се бара. Се бара на дневно ниво број на заболени, се бара на дневно ниво со акутни заболувања, се бара на годишно ниво со хронични заболувања, за да може да се дојде до оние точни бројки кои се потребни за градење на стратегии и градење на политики како да се справиме со, зборувам за здравствениот сектор, како да се справиме со аерозагадувањето. Најчесто се сведува на препораки. Лекарите ги советуваат хронично болните да бидат внимателни во периодот што следува. Се повикуваат на студии со сериозни предупредувачки тонови, кои укажуваат на директната поврзаност на белодробни и малигни болести со загадувањето. Не побијам факти и тоа дека секоја година во периодот кога расте индексот на загадување, растат и респираторните проблеми кај децата.
Мислам дека не постојат и деца кои што не знаат што означуваат PM10 частичките и колку се штетни за нашето белодробие, вклучително и за возрастните. Знаеме дека трајни последици доколку навреме се реагира не може да се случат. Но во подоцежниот период, доколку тоа продолжи, значи едно изложување перманентно на тие PM10 частички, знае да даде импликации кои што буквално се опишани и во други студии, научни студии во поголемите градови, во поголемите држави во западниот свет и во Европа и свет. Детските пулмолози вина им припишуваат и на вирусите, кои исто така се актуелни во овој период, но не негираат ниту дека загадувањето придонесува за влошување на здравјето кај децата. Тоа се, организми во раст со незрел имун систем и се многу поосетливи на сите овие штетни материи и нивното влијание уште рано во текот на бременоста кај мајката па може да бидат причина за предвремено раѓање на децата или раѓање на дете со ниска родилна тежина. Подоцна, тие може да бидат иританси, да бидат причина за респираторни потешкоти, кашлица, оттежнато дишење, но исто така ја зголемуваат вулнерабилноста и зачестеноста кон респираторните инфекти, кои се особено чести во овој период. Во државата нема ниту јасни показатели за сериозноста на загадувањето. Се знае колкав е процентот на PM10 частичките во воздухот, но не и на неколкукратно поопасните од нив PM2,5 частички. Тие директно и многу брзо го напаѓаат респираторниот систем, предупредуваат лекарите. А Министерството за животна средина во моментот ги мери само во Тетово, Битола и Куманово и во Скопски Карпош и Центар. Да, тоа се предупредувањето од лекарите, но и што мислат граѓаните во моментов за загадувањето, кој очигледно зимава повторно ќе биде енормно. Докторе Ѓурѓев, ако се намали загадувањето, прво колку би требало да се намали, како што вие велите, за да се сочуваат животи, според статистиките? Да, тоа намалување не е едноставно. Рековме дека тоа е мултикомплексна активност. Оно што Светска здравствена организација го вовела како методологија, тоа се проценки на годишна ниво, бидејќи луѓето цела година се изложени, иако јасно е дека сезонски вариациите, највисоки број на смртни случаи се во зимскиот период и кога се најниски температури. Значи позитивна е корелацијата. Колку е пониска температура, толку е поголема смртноста, бидејќи при тие пониски уште поголеми ефектот и на загадениот воздух, како што кажаа колегите, и вирусите се уклучуваат. Така има повеќе фактори кои во зимно време го даваат фокусот на оние параметри кои што ние ги следиме по меѓународни параметрите. Општата смртност се претпоставува дека општата смртност е во прв план да се калкулира, а понекогаш и специфично. Што значи специфично? Од одредени болести кои најчесто ги врезуваат со аерозагадување, тоа се малигните болести на горните дишни патишта и евентуално смртните случаи од така наречената група на кардиоваскуларниот, значи васкуларниот систем, бидејќи честичките ги затнуваат крвните садови и може да доведат до инфаркт на срцето, односно до мозочен удар, слично како што прават, например, масните клетки кои што се резултат на несоодветна исхрана. Значи, во последен период прилично се работи на истражување на таа релација и сега во најновите, она што на Светска здравствена организација е важно, кој би бил бенефитот од акциите, за да ги измотивираме оние кои што треба да спроведат акции, поради го даеме мотивот. Мотивот е да се спасат животи. Калкулацијата се прави врз основа на тежинскиот коефициент кој државата го има со својот товар на болести и со својот товар на смртни случаи, меѓутоа и со својот еколошки товар. Така да во релација меѓу просеците кои што годишно ги имаме со PM честичките, PM10 честичките, ги ставаме во релација со вкупната смртност која што ни ја реферира Државниот завод за статистика и потоа одиме со калкулација што би било кога не би имало загадување, бидејќи имаме смртност и кога ќе нема загадување. Ако земе дека е тоа некој нула загадување, кој никогаш нема да го имаме. Во нашите услови на загадување заклучивме по тие проценки дека годишно на ниво на држава околу 1900 смртни случаи во градовите во Републиката се должат на аерозагадувањето. Сега од тие најголем колач е секако во Скопје, тоа е 1000, меѓутоа има и Тетово има 260, Битола има околу 200 и така натака. Другата па калкулација, значи ова се дополнителни смртни случаи кои ги врзуваме само за аерозагадување. Другата калкулација е ако веќе имаме лимити, зашто имаме лимити, значи треба да ги достигнеме тие лимити.
Европски лимит е еден лимит на PM частичките, уште построг е лимитот кој што го дава Светската здравствена организација, која што е директно врзана само за здравствените ефекти, без да види дека... Чисто за споредба, тие изнесуваат околу 40... Значи, тие се 40 се на Европската унија, 20 микрограми просекот годишен се на Светска здравствена организација. Чисто за споредба, највисоката во Скопје беше 1200. 1200, добро, али просекот скопски е 43, Тетово е 85 годишен просек. Нас интересираат годишни просеки, бидејќи цела година ние пишеме. И тогаш калкулациите кажува дека само во Скопје ние би спасиле околу 480, ако ги следиме европските норми, а ако ги следиме пак нормите на Светска здравствена, кои фактички теориски не се возможни за сега, над 800 случаи ние би спасиле смртни случаи. Имате и за другите градови? Има и за другите градови. Битола, например, 84 би спасиле со европските норми, 173 со нормите на Светска здравствена организација, Тетово 198, ако дојдеме до европските норми, а ние сакаме да дојдеме. Ние нема да не примат во Европска унија со ово аерозагадување. Покрај другото, на нашите политичари голем мотив треба да им биде и тоа. Во преговорите со Европска унија, ако дај Боже некојаш почнат, ќе ви кажат кои ви се нормите за аерозагадување и колку сте ги достигнале. И ако веќе не сте ги достигнале, тогаш многу сериозно треба да кажат за колку години ќе ги достигнат. И ќе не проверуваат, така и ги проверуваа и Хрватска и другите држави во однос на другите норми. Према тоа и тоа треба да биде веќе мотив, ако не е мотив околу голем број на смртни случаи. Секако дека тоа најголем дел од тие луѓе се они хронични болни, стари лица кои што немаат имунолошки систем да го издржи ова загадување. Да, меѓутоа загадувањето скопската популација земете од година во година генерално и попушта отпорот према аерозагадување, бидејќи ние сме со децении во аерозагадување. Веќе немаме исти имунолошки систем како што би имале оние кои што живеат во чисти средини. Невена, да, вие имавте повелете прво со коментарот. Значи, моментов сега е за смртните случаи и се фокусираме околу и на респираторни проблеми, срцеви болни, меѓутоа PM10 частичките и PM2.5 частичките носат со себе многу поголеми опасности. Значи, нивниот состав, што содржи, како содржи, таму има тешки метали. PM2.5 частичките се многу поопасни, пошто преку крвотокот влегуваат до најситните делови. Значи, тие не се мерат секојдневно. Се мерат, меѓутоа во Скопје се мерат само во Карпош и во центар. Ќе се навратам за тие. Значи, носат со себе тешки метали, збориме за болести за генетско модифицирање, значи болести што веќе се таложат во организмот, посебно кај децата и се појавуваат накнадно. Исто, мислам, долго време додека се занимаваме со овие работи, наоѓаме на податоци дека самото загадување влие и на спонтани абортуси, на неплодност. Мислам, тие податоци не се земени во предвид, меѓутоа од она што ние слушаме и од ситуациите какви се, мислам дека допрва треба да добиеме објавувањето на патоците се базира на епидемиолошки студии и тогаш тие епидемиолошки студии ќе се генерализираат кога ќе има доволно патоци. Овие други нус ефекти, како што се предвремено раѓање, смртни плодови и така натака, се уште се во фаза на епидемиолошки студии и нема соодветен индикатор за нивно следење да ги поврзете со аерозагадување. Меѓутоа се регистрираат ова се калкулации кои што се директно може да се врзат со аерозагадување. Сите други ефекти никако не сме да се занимарат, ги има едно чудо, малтени и диабетот е врзан со аерозагадување, меѓутоа ние сме се договорили дека меѓународни индикатори за здравствените ефекти се овие општата смртност и смртноста од кардиореспираторниот систем. Меѓутоа кога ќе се алармира и кога ќе се збори за сите овие последици, народот многу полесно ќе ги прифати сите мерки што можат да се преземат, колку и да се непопуларни. Затоа зашто младите некои и не ги интересира. Значи јас немам респираторен проблем, секогаш било загадување и некако овој проблем не го тангира. Меѓутоа кога ќе се прикаже целата слика што све можат. Тоа е проблем на младите и на менталитетот на младите. Не е само на младите, него да не ги интересира респираторниот систем. Нашите млади немаат ставови за ова. Немаат ни знаење за. Да, меѓутоа самиот проблем некако беше на маргиниве. Секогаш некои други теми толку банални беа позастапени отколку загадување. Представничката од Министерството кажа дека
немавме загрижувачко загадување, PM2.5 частичките во текот на целото лето, поготово на Карпош, после попладнето рипаа до ненормални вредности. Значи во услови кога немаме грејење, нема собраќај, летен период. Мислам дека и самите се обидовте да го најдете изворот на ова загадување, некои од невладините. Да, се обидовме, пошто едноставно не можеш да седиш, отвараш прозор и мириса. И откривте што е причината за кај? Значи има диви депонии што горат, меѓутоа ние се сомневаме дека има нешто позадина на тоа. Моментот беше што летниот период може да се исклучат овие загадувања. Можеше да се исклучи загадување од загревање, од собраќај, зашто ова се случуваше во вечерните часови. И ако се сакаше да се направи со инспекции, можеше да се открие дали има некои диви нерегистрирани загадувачи. Сега веќе кога ќе почне време на грејна сезона и сите тие работи многу потешко може да се... Тие диви погони, такви тие влегуваат во надлежност на инспекторатот. Општините имаат многу голема надлежност во тоа. Меѓутоа, Министерството има инспекторат. Надлежностите секако се поделени во централно и локално ниво, овисно од, ако така како ги нарековте погоните, нели, овисно од капацитетот на производството и самиот индустријски сектор или сектор што произведуваат, така се делат и компетенциите. По однос на А капацитетите, односно големите капацитети, можам да кажам дека скоро сите во градот се покриени. Ако има нешто илегално, тоа нормално инспекторатот треба да го открие, но се сомневам, тие се големи капацитети, големи индустрии, големи фабрики, објекти, не може да постојат баш. Нели велат диви погони, тоа се например во Битола имате случај на такви мали капацитети кои од нас, од страна на нашето здружение и од страна на граѓани беа пријавувани и до општинскиот инспектор и до државниот инспектор, тие излегоа на некаков терен, но вика ништо не можеме да преземеме. Тие капацитети диви кои се греат на прегорено масло, на иверици, отпадоци и така натаму, и понатаму го загадуваат воздухот. Имате 20 пријави за капацитети или за домашно грејење. Зборуваме дека имате например мали пекари во Битола, имате работилници и така натаму. Сакам да кажам дека колку она што го рече докторот, колку и ние сега да зборуваме кој, како и зошто. Мислам дека малку сме слаби во оној дел дека некој треба да го преземе она што веќе постои како регулатива. Ние не можеме например да имаме 15 години неколку капацитети во Битола кои во континуитет загадуваат заради несоодветен процес на загревање на своите простори или некаков друг капацитет, или некоја друга дејност, да пријавувате вие како граѓани согласно закон, некој да излезе на терен и ништо да не се преземе. И во континуитет тоа да се случува понатаму и понатаму со изговор дека не знам, не е моја надлежност или не знам, немаме доволно средства, можеме толку да откриеме и така натаму. А од друга страна се покажува дека воздухот е загаден затоа што вие имате лиценцирани лаборатории кои сте ги платиле, кои дошле, кои го извршиле мерењето, констатирале што е го констатирале дури и хемискиот состав. И ви кажала дека тоа произлегува од несоодветно загревање, например. Или, например, во Битола најголемото загадување во зимскиот период е исклучиво од загревањето несоодветно на домаќинствата. Не е крив рек, не ни е крив некој друг капацитет, виновни сме ние сами граѓаните кои се загреваме несоодветно. Например, влажноста на дрвата не може да премине 16 до 20%. Да, тоа е другиот момент и другиот голем проблем на Скопје. Никој ништо не презема, тоа сакам да кажам. Мислам дека треба некој малку поодговорно, мислам на инспекцијските служби, да делува во тој дел каде што ние веќе сме забегале далеку од она што значи нормално. Секако инспекцијскиот надзор е многу битен фактор во било кои мерки кои што се препишани, се транспонирани, не знам, од европски директиви. Инспекцијскиот надзор е еден од најбитни. Ама замислете сега, инспекцијскиот надзор е под директно раководство, например, општинскиот инспекцијски надзор во Битола е под директно раководство, неговото раководство се вика градоначелник на општината. И ако вие тропнете кај инспекторот и ви каже тоа што ви кажувам, дека ќе ви каже дека се загадува, дека треба некој нешто да преземе, јас преземам, го спроведувам до градоначалникот, а градоначалникот излегува на официјална изјава и вели ние ништо не можеме против Божите сили. И сега како ние тука да реагираме? Ме разбирате што сакам да ви кажам? Значи таа институционална алка
која е неопходно одговорна за да преземе нешто доколку некој ги прави тие престапи, најдувате на таков одговор, дека тие не можат ништо против Божите сили. И како тука да се објаснувате дека вие се справувате со загадување во континуитет. Она што го вели докторот, ние наместо да зборуваме како да ги намалиме и да ги заштедиме животите, пазете, ние зборуваме и бегаме од проблемот. Овие години наназад, 3 барем додека ние делуваме, постојано оние институции кои требаше да преземат нешто, мислејќи на градоначалникот и општинската администрација, постојано бега од тоа, се докажувавме дали е загадено. Исто го имавме ние проблемот. Значи, ако лоцираме некој загадувач, пријавиме не е у наша општина, ова е од другата општина. Значи се префрлаат надлежностите и затоа ние бараме и измени во регулативата законска. И имаме ние за некои работи европски закони, меѓутоа имаме македонски менталитет. Затоа мора некои работи многу построго во законите да се дефинираат. Чива надлежност е и што ако не се реагира. Ако се види дека нешто не се реагирало, еве имаме ние како граѓани, затоа сакаме да учествуваме, да бидеме соработници со Министерството. Ако не е начинот тој добар, онда да го менуваме начинот. Значи не може да имаме толку време ние загадување и као све нешто работиме, а немаме ефект. Што вие предлагате да се промени во Министерството? Што Министерството може да направи, бидејќи локалната самоуправа не можевме да ја вклучиме во оваа дебата со оглед дека имаме промена, меѓутоа нивните аргументи ни се многу добро познати. Еве само град Скопје има 4 инспектори. Зошто не излегуваат на терен, тоа не знаеме. Кога можете вие да ги откривате загадувачите, не мислам дека тие би имале проблем. Ние можеме само да укажеме дека има, меѓутоа инспекторот треба да дојде и да Министерството, инспекторатот, значи како што веќе реков, по однос на ингеренциите мислам дека се многу јасно дефинирани. Кој, како и зашто. Ама не функционира. Тоа е друга работа. Ето така, тоа е најважно. Значи ингеренциите се многу јасно, постојат закони, подзаконски акти каде што укажуваат, односно упатуваат кој што и како треба да направи. Тоа зашто не е јасно, значи ако во една општина не е загадувачот, меѓутоа населението во таа општина очигледно дека се труе од тој загадувач, зашто општината не презема ништо? Може да преземе, иако не е во законска надлежност, може да иницира, зашто да не соработуваат. Нормално, најлесно е да се дистанцираат од проблемот, не е мој проблемот, проблемот е на друг. Како што веќе спомнавте, менталитетот е тоа што е најбитниот фактор во ефикасност на спроведување на секоја мерка. Значи, јасно во законот стои дистинкциите измеѓу надлежностите, нели, институционалните, но ипак, без обзира што не знам, ето како што во примерот објаснивте, зашто треба да се чека инспектор, односно полиција, као прво менталитетот на самиот извор. Значи, зашто треба некој да користи гума, да гори такви штетни материи кога треба да знае, сега не знам дали знае, тие сите материи се штетни. Но видете, ајде поставете го прашањето, зошто некој надлежен да не го казни оној кој несоодветно процесот на соборување го прави? Не стои, него тој кој треба да го стори тоа. Разбирате, ние не може да чекаме дека граѓаните треба да бидат свесни дека не треба да горат гума. Пазите, она што го рече докторот, имаме и социјален елемент. Например, во Битола горе ромите горат патики, горат шишиња и никој не излева, тие го блокираат патот прилеп ресен. Да зборувам за ефектот менталитет. Треба, ако сакаме промени и ако сакаме ефикасни промени, односно промени кои што ќе ги видиме во терен, добро, да го мениме менталитетот. Треба да почне од самиот граѓанин. Јас веднаш ќе не демантирам, не согласувам, морам да ви кажам дека не се работи за менување на менталитет. Јас сум 100% убеден дека ние не можеме да ја донесеме Македонија во рамките на загадувањето, чекајќи некој да се освести и неговиот менталитет. Јас мислам на што го праша водителката дека проблемот е неимплементирање на веќе донесените закони и правилници. Ништо друго. Ако почне да се имплементираат и да се преземаат мерките кои се согласно закон предвидени, инспекторатот има некакви надлежности, не само да има надлежности, туку да ги имплементира, се додека не почнеме од таму, од таа насока, правилната насока, менталитетот на граѓаните не може да се промени. И не само тоа, значи на законите, ако ние веќе сакаме да го решиме проблемот, ако видиме дека законите некои работи ни ги ограничуваат, веднаш да реагираме, затоа што целта е решавање на проблемот, а не само да као работиме. Работиме, ама далеку е решавањето. Вие се долго во оваа проблематика.
Се изнадиша воздух доста, се изнадишате кои сите ние. Што мислите за казните? Никој не ги споменува казните. Менталитетот може да се промени со казни? Бидејќи за казни не слушаме. Да, видите, значи, загадувањето воопште во животната средина, па и на аерозагадувањето имаат, како што реков, неколку dimenzии. Едната е еколошка dimenzија, значи не мора да чуваме животна средина нема свој представник, ние сме представници на животната средина. Втората е социјалната, значи тој колективен начин на живот. Ние мора да имаме одговорност и према другите околу нас, а не само да се интересираме за нас. Тоа е едно од аспект на индивидуа, исто е аспект на компанија. Компанијата треба да работи за профит, али профитот треба да биде под број 3. Првиот е повторно еколошкиот, па социјалниот, они се дел општеството, а после да се прави профит со еколошки стандарди. Тоа истото се однесува на ова сега градежна, не знам, еуфорија која што има, кој што ги нема овие компоненти. Има некоја социјална компонента да луѓето кои што ќе добијат некој стан, е таа социјална, али цената е катастрофална. Значи имате урбано максимално пореметување на урбанистичките планови позиции на градовите кои така се во една неприродна ситуација. Да, уште повеќе го загуши. Одука и сите коридори воопште нема воздух, значи таа еколошката компонента страда, а профитот е во прв план. И што е така масовно сега тоа хистерично се прави, да тој тип на мерки е нешто што веднаш може да се направи. Еве краткорочна мерка. Значи мора да се стави ревизија. Не мораториум. Значи некој градоначелник викаат мораториум. Сигурно дека животот мора да оди понатаму, али мора да има ревизија на све. Мора да се проверат коридорите, мора да се воведе еколошката компонента во секој технолошки процес. Рековме, ќе ставите некоја зграда тука, али претходно мора да измерите кој е товарот на загадување на тој локалитет. Можеби тој локалитет веќе не може да прими нов објект кој што повторно ќе загадува бидејќи ќе доаѓаат возила во таа зграда. Ние ги викнавме сите возила дојдат у Скопје бидејќи имаме катни гаражи. То нигде го нема тоа. Значи ги се ширење на доаѓајте бидејќи имаме место. Какво место? Ние немаме место веќе. Или ги прошириме булеварите, а нема простор за пешак, на пример. Значи тие краткорочни мерки за регулација на сообраќајот, за зонирање на градот, за градежните лимити и оние кои што градат да имаат строги стандарди за одржување на чистота околу, тие можат веднаш да се спроведат. Навиките на луѓето исто, ова што го рековме менталитет, не е тоа менталитет, тоа се навики. Значи мора да се променат навиките паралелно со сето ова. А тоа не е лесно. Тука ни се потребни социолози кои што треба да истражат што е мотив на човекот. Ако не му е мотив дека неговото семејство го дише воздухот, дека децата го дишат воздухот, значи мора нешто да се работи со нив. Како што рековте на самиот почеток, зашто не се организираат, на пример, да одат на работа со една кола 3-4? Има таков проект. Скопје има таков проект. Меѓутоа, како институција, да, еве, од аспект на власт, нели мислите дека со казните, кои би биле пример за повеќе граѓани, би се придонело на смена на менталитетот? Социјалниот момент се разбира е тука, меѓутоа ние имаме закон каде што казните не се секогаш во пари. Имаме општествено корисна работа, нели? Зошто никој не применува, се плашат партиите да изгубат гласови, тоа е единствената причина? Јас не би рекла дека казните не се спроведуваат. Да беше некој представник сега тука од инспекторатот, можда подобро ќе ни кажа конкретно колку казни има ето во годината. Може би треба да се соопшти, тоа би било некако. Би било убаво да е како податок, али дека има, сигурно има. Јас не би рекла обично, тоа не е податок за соопштување. Јас не би рекла дека секрет. Министерството за животна средина, вклучувајќи го инспекторатот, мислам дека сме едни од нај-транспарентните институции. Да, можда вам ви е тоа смешно, али не ми мене, многу луѓе не смешно. Значи, сите податоци, све што е потребно да се знае, ги имате во нашата веб страна. Господин Ѓорѓиев го спомна урбанизацијата и тој хаос кој го уништи зеленилот на Скопје. Билјана Николовска истражуваше околу како се одвиваше тој процес и го зголеми аерозагадувањето во Скопје. Да го погледаме прилогот на Билјана Николовска.
Урбанистички хаос, многу возила, домаќинства кои што се греат на печки во нив ставајки се и се што, но и големи загадувачи блиску до градовите. Се ова придонесува за енормното загадување. Денеска е убав сончев ден, но се бројат дановите до кога магла и смог ќе го прекријат градот. Ова се слики од лани, снимани пред речиси 1 година, речиси истиот период како и сега, во сред есен. Идентични снимки не очекуваат и годинава. Исти проблеми има, но дел од градоначалниците веќе се различни. Уште во предизборната трка се насетуваше. Во фокусот на оваа кампања ќе биде екологијата. Оти и тие пресметале. Тоа е еден од најгорливите проблеми, кој ги пече дури и во очи граѓаните на речиси сите општини. Трка меѓу нив со велосипеди немаше, ама уште првиот ден од кампањата покажаа дека знаат да возат и на 2 тркала. Сега веќе актуелниот градоначалник на град Скопје ветуваше многу: целосна гасификација, зелени ѕидови од вертикално зеленило, зелени кровови, ама и поставување гранични линии на парковите и парк шумите, зад кои нема да смее да се гради. Од сега нема да има градежна дозвола ако не засадиш 5 дрва за секој стан. Но колку дрвја во моментов има во Скопје? Дали тие се попишани? Колку од нив се способни да помогнат во прочистувањето на воздухот? Барајќи одговори на овие прашања, стигнавме до канцеларијата на UNDP, која заедно со градот Скопје веќе 2 година работи на проект Зелен катастар. Се попишува секое дрво или зеленило, кое е во рамки на градот, но не и неговите општини. Процениле дека во катастарот ќе влезат 120.000 дрва. Целта е да се создаде основа врз база на која ќе се прават еколошките планови и политики. Се разграничи кои се дрва, кои се грмушки, какви видови се, колку се високи, колкава им е големината на крошната, дали се болни, дали се здрави. Значи сето тоа се параметри кои се потребни за да може да се направи една реална слика за тоа колку дрва има во Скопје, каква е нивната состојба, каков е нивниот квалитет, меѓутоа како една дополнителна работа после да се направи проценка и поврзување на тие дрва со животната средина. Например, бидејќи станува збор за отпорност на климатски промени, една од главните работи кои што ќе се присмета ќе биде колку тие дрва можат да абсорбираат јаглерод диоксид. Дрво по дрво започна на своја рака да брои невладината плошта од Македонија. Поттикнати од урбанистичкиот хаос кој го создаде проектот Скопје 2014 и уништувањето на зелените површини, одлучиле да се фокусираат на помала површина. Ама трагајќи по вистината за тоа колку дрви останале, дошле до фрапантни податоци. Во 2014 година веќе 35% од високото зеленило, значи дрвја, во мал ринг во Скопје биле уништени на сметка на објекти од Скопје 2014 и други сайт проекти, а дека до 2017 година се очекува да се уништи уште до 70% од вкупното зеленило со кое што сме располагале во 1997 година. Голем дел од тоа се реализираше. Скопје не е единствениот загаден град во земјава. Илјадници граѓани се погодени од секако вид на загадување. Народниот правобранител е една од институциите кај која граѓаните можат да се жалат за конкретен загадувач, а правобранителот да интервенира кај надлежните институции. Зачудува тоа што таму не стигнала ниту една представка во изминативе години. Конкретно еве и сега и во текот на 2017 година навистина така да некој конкретно се пожалил, немаме некоја конкретна представка за поединечен случај да сме постапувале, нели? Останува она што го правевме како ние по наши истражувања и се разбира во рамките на можностите и капацитетите на институцијата Народен правобранител, во иднина сигурно дека е ние да пројавиме иницијатива по службена должност во име на граѓаните. Загадувањето е проблем број 1 со години и покрај изолираните обиди ниту една власт не најде конкретно решение. Не спроведе сериозна стратегија за тоа како да се спречи уништувањето на околината, но и животите на луѓето. Ги запрашавме и екологистите, што ако тие се градоначалници, министри, што ќе сторат? Што итно би презела? Веројатно некакви радикални мерки како појма немам драстична поддршка на јавниот превоз и инфраструктурата која што го возможува тоа и драстично намалување на приватниот превоз. Проблемот со приватното загревање е доста тежок, тука тоа е и социјално и економско прашање, инфраструктурно, така да
веројатно би собрала екипа од доста паметни луѓе кои што на таа приказна сега влегува во оваа екипа, па да видиме што може да се направи. Смогот е веќе на прагот. Старите проблеми ги очекуваат новоизбраните власти. Алармот е одамна вклучен. За сега не се надзира негово брзо исклучување. Гледате топ тема на ваша страна. Состојбата со аерозагадувањето е навистина катастрофална. За жал немаме некои знаци дека ќе има подобрување, но решенија сепак има. Прашање до моите сите гости. Ќе почнеме од вас, Невена, што може да се направи итно и веднаш? Обично кога зборуваме за решенија, сите се долгорочни да се намали драстично загадувањето. Но сепак вие имавте предлози, слушнавме многу ветувања од кандидатите за градоначалници. Што според вас може веднаш да се преземе? Она што сметаме дека треба, значи проблемот треба да се прикаже јасно и гласно каков е, да му се дигне приоритетот, така и населението многу полесно ќе ги прифати мерките. Ние баравме исто градоначалниците имавме исто барања, се вид меморандум. Сите декларација. Да, значи онаму кај што имаме експанзија на овие урбанистички градби, баравме и мораториум во склоп на законот. Поготово кога е аларматно загадувањето, сметаме дека треба и да се стопираат градбите, затоа зашто тука се дига прашина, камионите, таа градежна механизација влегува, излегува, дига прашина, законски мора да ги мијат тркалата, но меѓутоа свесни сме дека тоа не се случува. Ако идете по скопскиве улици, ја пред некој ден бев, мислам, секоја пета-шеста кола беше некоја бетонска мешалица, градежни машини си шетаат по центар на градот, значи тоа треба строго да се изфрли, поготово во овој дел кога имаме екстремно загадување. Исто така, например, имаме ситуација во Карпош, значи еден огромен дел се донесе дуб, каде што треба да никнат згради покрај реката Вардар, и на тој детален урбанистички план не е донесена стратешка оцена и тоа е во согласност со Министерството за животна средина. Мене тоа не ми е јасно како може толкав простор, значи градби што сигурно ќе влијаат негативно врз животната средина. Изговорот е дека има генералниот урбанистички план има стратешка оцена и ние не сме должни, не мора. Меѓутоа и ГУП-от предвидува во одредени случаи каде што има влијание да се донесе таа стратешка оцена. Значи, некои работи поминуваат така неприметливо, а морало да има тоа. Значи, мора да има да се види како токава градба, на токава површина ќе влие врз 2-3 населби. Голем проблем и најголем загадувач е грејењето. Грејната сезона ќе почне. Имате ли тука некакво решение? Да, значи сакаме да се воведе забрана на продавање на печки кои не се сертифицирани. Значи имаше податок некој дека ако таква несертифицирана печка ослободува 40% загадувачи, таа што е сертифицирана негде 4% се намалува. Да, меѓутоа тука го имате социјалниот момент, бидејќи тука треба да интервенира, кои не може да дозволат нели да купат огремно тука сме до буџетите, или... да, тука треба да се интервенира со субвенции. Затоа што ние имаме еден податок и тоа е од Државниот завод за статистика, дека од даноците собрани во склоп поврзани со животна средина, значи само 10% се искористени. Каде се останатите пари? Друга работа е Скопје во приоритетна агломерација за која владата носи програма. Значи буџетот го финансира владата на Република Македонија. Значи тука и од буџетот на Република Македонија треба за Скопје како приоритетна зона да се даде субвенции. И неприфатливо е, значи во изминатиот период видовме за што све се потрошија пари, а ние се уште, значи нема пари министерството, немаме доволно инспекции, а проблемот е огромен. Малце нелогично све, да. Значи пари, буџетот не би требало да е проблем и пари би требало за вакви работи, значи имаме ние сериозен проблем. Тоа е исто како да имате еден заболен организам и сега ние затоа што немаме пари со парацетамол ќе го лечиме. Значи кога имаме сериозен проблем, а имаме многу сериозен проблем, значи се почнува со јака терапија и плюс превенција. Значи мораме паралелно да ги тераме сите работи. Од
грејењето, домашно грејење. Значи треба да се информираат луѓето, да им се понудат останати опции во однос на тоа дека не дојде гасификација, бо што гасификацијата збориме премногу долго. Да, рековме итно и сега. Да. Господине, само што некои работи да кажам, преска беа спомнати казните. Значи не секогаш казната има ефект. Казната ја применуваме ако има ефект. Имаме многу ромски семејства што загадуваа по должина на реката Вардар. На нив не можете да им објасните што е загадување, пред себе самите деца си ги трујат. Значи тука треба да се прави едно поголема акција каде што ќе бидат вклучени социјални служби, да се дислоцираат прво самото семејство да се заштити, да им се понуди друга опција за преживување, они тоа го прават чисто од финансиски акти, да. Сепак семејства, да. А тука се работи, значи загадување имаме конкретно пример на Кеот, каде што се загадува, 50-100 луѓе трчат, дишат со пун капацитет, црн облак над нив и никому ништо. Тоа трае, значи, цела година. Што се однесува до битола, колку и да звучи некоректно, невкусно или не знам како да го карактеризирам, битола оваа грејна сезона нема спас, нема чаре за оваа грејна сезона, затоа што сите мерења покажаа дека особено во зимскиот период битола се задушува во најголем процент, не само но во најголем процент од загревањето на домаќинствата и што може сепак да се направи, има ли? Во овој случај во битола верувајте ми нема, затоа што граѓаните дали може други мерки? Значи, граѓаните ги наполнија своите магазини со несоодветно огромно дрво кое е поголемо, има поголема влажност од 16-20%, веќе ги наполнија своите резервоари. Институциите државни или општински, значи општината, болницата, училиштата ги наполнаа своите резервоари со мазут и ќе греат несоодветно и оваа година. Сообраќајот исто така е некакво загадување, но тука можеби треба да, не можеби, него сигурен сум дека треба да се направи некаков режим на сообраќај во Битола, но пак ќе кажам, оваа грејна сезона Битола нема шанси да се подобри воздухот, само можеби треба да се тргне. Во рек Битола, Елем вчера презентираше некаква програма на кинеска компанија која може да го Тоа не беше ослободи... програма, тоа беше понуда од една кинеска компанија за систем на десулфуризација која десулфуризација како процес треба да заврши до 2023 година, значи рек да го исполни тоа како обврска. Кинезите, таа компанија само предложи, односно се понуди да го направи тој процес за соодветна. Дали беше кажано колку ќе чини? Нема, само тоа го нема како рамка. Мислам дека тоа не е баш многу сериозно, но мислам дека тој сега пак чекор е нешто кое и докторот го кажа и господјата од Министерството дека тоа се некои долгорочни цели и стратегии. Краткорочно може да се делува така како што и докторот кажа. За барем наредната грејна сезона да сме подготвени, а со многу малку средства и капацитет треба да се направи тоа, како што рече докторот. Значи, огревното дрво да биде согласно прописите и потребите, да не загадува и институциите да го пренаменат својот начин на загревање, ништо повеќе за Битола вела. Но мислам дека не сакам да кажам дали ова или поранешната власт или не знам кој што ќе направи, но мислам дека Битола и оваа година ќе се гуши така како што се гуши. Знам дека имате многу мерки и долг беше списокот, меѓутоа да завршиме тука, што вие би презеле итно? Па ние знаеме да броиме, ќе броиме уште не улогата на здравствениот сектор не е само здравствена, него и промотивна е, така да ние, да кажем, малку се мешаме и во другиве мерки, иако сметам дека сите овие сегменти на мерки се струка, значи градоначалниците мора да се наоружаат со стручни лица околу себе, не со партиски лица. Значи тие стручни лица, ова не е од вчера. Ние веќе мора да имаме разработени планови. Јас би веднаш свикал седница на влада сега и би кажал, би ги реферирал секој сектор да каже како е дочекува сезона во кошегување. МВР како е дочекува? Има ли бројки за возила евро 4, евро 3, евро 2? Значи, дали е спремен да утре донесе некаква идна мерка да старите возила излезат во сообраќај? Да, имаме 200.000 стари возила. Значи, дали е спремен со некој оперативен план за циркуларен сообраќај во кој што централната зона ќе биде спасена? Тоа се мерки кои што веднаш може да се преземат, не изненадиле, бидејќи со години имаме загадување. Значи, тие сектори мора да го имаат тоа. Ја би ги прозвал прво да видам дали го имаат тоа. Ако го имаат, веднаш треба да се почне. Ако го немаат, треба и некои санкции зашто го немаат. Сите дремеме, мислиме дека некој друг е одговорен. Здравството што прави? Здравството е повторно сега воведува нови методологии. Ние имаме проблем со податоците од демографијата, од Заводот за статистика, тој не ни дава податоци за смртност, за тоа што било
заштита на лични потоци, нас ни е многу битно да направиме дистинкција дали има реони, например, сите во Скопје се прашуваат дали Карпош повеќе има здравствени ефекти или смртност од кукулисиче, дали Газибаба. Ние такви демографски потоци изолирано немаме. Имаме само за цело Скопје или во Скопје или за Битола. Ако земете демографија од Битола, кажува Битола, меѓутоа во тука се влезени 10 рурални населби. Таму и околу рекот исто има големи ефекти врз. После спомнавте рек Битола, не е тоа долгорочна мерка. Земете во предвид дека варил загадувањето она меѓуграничното или далекосежното загадување по 30%. Во Скопје 30-40% доаѓа од далеко. Сигурно добар дел доаѓа од рек Битола. Значи, акциите во рек Битола ќе бидат и во Скопје. Не би, иако има и краткорочни и долгорочни, ја би ги сите паралелно водел, со тоа што долгорочните мора да се направи една калкулација, да се направи реновирање, односно ребуџетирање, а краткорочните можат со ефикасни планови кои овие мора да го имаат. И конечно инспекцијските служби да излезат со сегашно состојба. Они сега верувам дека се сега на терен и дека утре ќе реферираат како се подготвени овие капацитети кои што се под нивна надлежност А и Б по однос на престојна сезона. Ако не се за тоа спремни да го реферираат, тогаш веќе имаме проблем. И за крај ве остава, бидејќи доаѓате од институција која може да преземе мерки, што од ова што беше кажано или што се ветуваше од сега би можело сега веднаш да и министерството планира да преземе? Значи, као што веќе рековме на самиот почеток, мерките што министерството ги предлага, на жалост не се мерки кои што сам може да ги испроведува. Мора интерсекторска работа, мора соработка, со многу други министерства, што значи проблемите се решаваат во ниво на влада. Тоа што, мислам, се кажа работи што веќе неколку пати сме ги чуле, работи кои што ги пренесуваме и од надвор, не измислуваме топла вода, знаеме кои се главните извори, главните проблеми, но ето треба, јас пак ќе кажам, можда не менталитет, него свесноста кај луѓето да се промени. Тоа мислам дека сите треба од тука, од тоа како А што вие како министерство ќе направите да ја Ќе почекат да се попаметиме, тоа е најдобро. Значи, ова ми е многу жал што со толку сарказам тоа го прифаќате, али верувајте. Како да не вика 4 деца умреа во 3 дена сега, 20 годишни деца сега од карцином. Како да бидам, да се смеам? Да чекаме да им се крене свеста на оние роми кои го затворија патот Прилеп Пресен, затоа што што докторот докторот е експерт и тој знае како бре. Јас сум гневен пошто не знам се. Мерките треба сите паралелно да се одвиваат. И долгорочните и краткорочните. Јас лично, ова можда не е став на министерството, туку јас лично мислам дека сите промени ќе почнат поефикасно да се одвиваат од промена на менталитетот. Тоа се согласувам дека е така, али имаме многу дестимулирачко кога народот, мислам, граѓаните почнуваат да реагираат, а се буквално шетаат од институција на институција и тука веќе има Јас верувам дека има уште многу. Оваа дебата ќе мора да завршиме сега. Тука и веднаш. Јас не успеав да кажам за Скопје што би хитно. Например, мислам дека пред да завршиме накусо, бидејќи времето не измина, формула за Скопје. Транспортот не е формулата, ама работа. Мислам, измеѓу тоа што се кажа, нели, транспортот, јавниот транспорт е многу битен фактор и мислам дека тоа треба подхитно. Али побарате од градот Скопје да го реши веднаш. Мерките како граѓанин, Како граѓанин. Мерките што Министерството веќе е многу јасно. Стратегиите од 2012-13. Стратегијата нова се дозволи за каменоломи на 200 метра од центарот. Се спрема новата стратегија која ќе биде готова. Ќе се спрема со нов проект ИПА. Пошто стратегијата добро. Па добро, треба да ИПА. Стратегијата која што нели трае до 2018. Ви благодарам, тука завршуваме. Благодарам на учеството, благодарам на вниманието. Останете со Телма, имајте пријатна вечер.